4 големи пожари денес без неја на истокот, а вистинска драма се одвиваше во Штип откако околу Пладне избил пожар во реонот на тврдината Исар, во централното градско подрачје. Сите противпожарни возила, пожарникари и доброволци, како и населението и волонтери беа на терен, каде што со помош на цистерни со вода, и лопати и вода од околните куќи се обидуваа огнените стихии кои на моменти изгледаа навистина застрашувачки да не дојдат до најблиските куќи. Пожарот на тврдината Исар е ставен под контрола. На терен има една екипа за догасување, која ќе остане таму во текот на целиот ден. Граѓаните во паника, но и сплашени за своите домови, буквално се обидуваа на секаков можен начин да им помогнат на пожарникарите во гасењето на пожарот, а во гасењето на истиот се вклучи и еден ер-трактор на Дирекцијата за заштита и спасување. Ставаме оно помалку нешто, барам да спасим. Не дай Боже да дојама, да биде малку мокра, има многу суи треви тука. Само не ги намокрувам другото, што дај Господ. Прв пат болку близко до вашите домови? Да, Исар е. Па и чудно е што не се пуштат овие авиони или како викат да се. Исар е ова, па не е пристапно створено многу за да придат сите камиони. Морате да најдете начин. Значи, знам дека сега е логино, не можете, мора да најдете начин да се донесе пат догоре за противпожарна, за брза помош, за било што. Значи, ќе ве молам, тука се све стари луѓе изнемоштени. Све стари луѓе. Еве, не можам да ја смирам, со 2 диазепама. Ја оставам мајка ми сама дома. Рачунајќи дека општината води сметки од старите луѓе. Рачунајќи. Воздушна интервенција го локализираше пожарот во градот под Исарот. За среќа нема повредени и нема зафатено куќи во населбата која е под тврдината, во непосредна близина на градската црква. Според првични неофицијални информации и искази на очевидци, пожарот избил од искрење од жица на електричен столб. Мало струја за изгорелнага бандера, така кажа. И не знам за тоа што. Колку време немавте струја? Те само што изгаснаја, пола сада ли. Така продумаваме мало такво бандера изгорела. Кој изгорела не знам, ништо не знам. Јас сум тука ниското на улица, они се над нас. Тамо на последните куќи, мисарони. Но, освен во Штип, драма се одвивала и на патниот правец Штип-Пробиштип, каде бегајќи од пламените јазици, воzač предизвикал директен судир со друго возило. Во несреќата се повредени повеќе лица кои се пренесени во Штипската болница за укажување лекарска помош. Дополнително, неколку лица побарале медицинска помош поради вдишување чад. Во гасењето на овој пожар во Пробиштипско действуваат 3 ер-трактори. Ние во раните пладнени часови, неделја посет 11 часот добивме дојава за настанат пожар во атар на село Неокази, кој пожар се брзо ширеше во атарите на селата Бучиште, Петршино, Ратавици, место викано Киселица, место викано Глобица. На терен се излезени сите пожарникари од Пробиштип, доброволното противпожарно друштво. Имаме помош од територијалната единица од Кочани, имаме помош од доброволното друштво Кочани Штип. Има настанато штета како на земјоделски површини, така и на градежни објекти. Онаму кај што има штета на градежни објекти или на објекти за домување, тоа е село Бучиште. А освен овие 2 големи, нов и сериозен пожар по Пладнево има помеѓу Штипска Чардаклија и Караорман, каде горат фотоволтаици. Таму неофицијално искра од коселка за трева е причината за овој пожар, кој поради силниот ветер зафати по голема површина. Истиот, според официјални информации на Штипската пожарна, е искаснат. Но во попладневните часови сосема нов пожар и кај Штипска млекара, каде беа евакуирани вработени од текстилна компанија. Од Дирекцијата за заштита и спасување информираат дека набрзо се очекува да биде ставен и овој пожар под контрола, а таму на терен се 4 возила и 6 пожарникари.